Јагнешкото месо полека се брише од великденската трпеза. Цената за килограм до празникот се очекува да достигне и до 800 денари. Граѓаните велат дека е прескапо, па поради тоа не можат да си дозволат великденска трпеза, како што некогаш имале. Купувате јагнешко месо? Не. Скапо е. Оваа година некако се уште не се знае ни цена, не се знае ништо. Така да не можеш буџетот да го прилагодиш до Великден како порано. Месото ќе биде скапо. И јагнешкото месо ќе биде скапо. Без разлика сега и свинското скапо. Меѓутоа јагнешкото месо ќе биде стално, секој Великден е скапо. Се нема пари, не доаѓа предвид, ништо. Нешто батачиња, таква работа и завршена работа. Сточарите велат, ќарот и трговците. Јагнешкото месо тие го даваат по цена од 220 денари за килограм, а потоа во месарниците се продава многу поскапо. Цената е надуена во месарите. Јас мислам дека до 800 денара ќе дојде во месарите, 800 денара ќе биде за нашиот Великден. А додека на сточарите откупната цена можете да најдете сегде, бидејќи ние одиме на ниво на држава секогаш. Откупната цена е 220 денара, значи не е качена ни денар, што е многу малце и сета заработувачка ја имаат трговците и месарите. Велат дека често пати самите откупувачи им ја диктираат цената. Они тоа го злоупотребуваат. Ние баравме некоја државна цена да има, да речем испод тоа ниво, да не сме да се оди доле, не дојдовме до слух. Проблем е и тоа што се помалку луѓе се занимаваат со сточарство, а нема ниту стока. Луѓето ја продаваат. Според бројките, во земјава има некаде околу 350.000 овци. Освен јагнешкото, цените и на другите производи одат нагоре. Иако статистички инфлацијата паѓа, сепак во продавниците не се забележува поевтинување, а може ни уште еден ценовен шок поради растот на цената на нафтата на берзите.